Наместо зголемена поддршка за аграрот со ребалансот на буџетот, државата им ги крати парите на земјоделците. Ова се случува додека производителите на овошје и зеленчук мака мачат околу откупот, и тоа во исчекување на ветените државни субвенции. И наместо пари за унапредување и модернизација во секторот, државата крати 20 милиони евра од ставката за рурален развој од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Земјоделците се пожалија дека производите на голема мера им завршуваат на буниште и дека немаат пари да си ги изораат нивите, камоли да преживеат. Ситуацията е страшно алармантна. Луѓето се исплашени и не знаат која цена ќе биде. Буквално биде 15-17 денара. Луѓето пари ги остават, врачините и не ожнеани. Под причина што немат пари за комбањерите. Еве субвенциите не ги исплатија. Ребалансот и ребалансот почна. Сега има некоја најава од 25. Луѓето не веруваат више на тоа. И може ќе направиме еден протест и ќе видиме како ќе биде. Државата крати 1,5 милиони евра од ставката за водостопанство, каде изминатиот период имаше сериозни проблеми што нанесоа штета на производството. Субвенциите, останите субвенции беа 1200 денари по единица декар. За 2018 година тие ги намалија на 522 денари. Веќе за 60% се намалени. Дополнителните 5 денара, мислам во ноември кога се договаравме и тие рекоа дека до мај, јуни, јули ние направиме еден процес. И тоа не вроди со плод. Министрот рече дека ќе направиме нешто со ребаланс на буџетот, еве ребалансот помина. Земјоделците не веруваат и се исплашени. Тоа значи ќе ги остават по линијата на следната година луѓето ќе напуштат масовно целица Македонија, а конкретно овие производителите. Ништо не е подобра ниту состојбата со лозарите. Ако секторот не мрдне од мртва точка, лозарите размислуваат да ги напуштат и нивите, а голем дел од нив наум имаат и да ја напуштат Македонија. Оваква година никогаш не е била замрсена, што викаме ние по кај нас, замрсена. Едно доаѓале години кризни, тоа се слагам, и мало криза моменти али се решвале проблемите. Лозарите не знаат кај да одат од пункт на пункт. Откупувачите, преработвачи на грозје се изживјават со нас, за тоа што може да му текне ти каш 11 динара за кило гроздје. Што е тоа жално и мизерна цена е таа. Ти да не го сака самиот собствен народ. Програмата за финансиска поддршка во земјоделството е во минус од 65 милиони евра, а со ребалансот нема пари за земјоделството, што значи дека земјоделците и натамо ги чекаат ветените субвенции. И додека тие сами ќе мора да се снаоѓаат во решавањето на натрупаните проблеми, ребалансот во делот на земјоделството предвидува дополнителни 25.000 евра за купување мебел, но и 150.000 евра за купување на нови службени автомобили.